Куманово викендов беше центар на култура и домаќин на многу пријатели на културно-уметничкото друштво Српски вес од Македонија, Србија, регионот и диаспората, одбележувајќи го 10-годишното постоење и успешно функционирање со повеќе часовен концерт во големата сала на Центарот за култура. По повод јубилеот, Српски вес подготви богата културно-уметничка програма. Во преполната сала пред публиката настапија сите фолклорни групи на Кут Српски вес, група на почетници или школа за фолклор, детски ансамбл, младински ансамбл и прв изведувачки ансамбл. Дел од големиот концерт беа и пеачката и етногрупата придружувана од оркестарот на Српски вес. Програмата беше збогатена и со учеството на културно-уметничките друштва Плави Делија од Романија, Опленац од Топола и културно-уметничкото друштво Копаоник од Лепосавиќ, професионален тамбурашки оркестар од Романија, а специјална гостинка на концертот беше Даница Крстиќ, еден од најдобрите етновокали на овие простори. Друштвото Српски вес е формирано во септември 2013 година, а основач и прв председател беше Горан Стојковиќ. Во моментов Српски вес брои над 140 членови, кои што преку музика, игра, песна успешно ја шират и чуваат српската култура, традиција и национален идентитет. Пред присутните се обрати Далибор Китановиќ, првиот човек на културно-уметничкото друштво, кое што предходната година беше добитник на многу награди и одликувања, меѓу нив и Видовденски златен медал за особени заслуги во јавните и културни дејности, врачена од председателот на Србија Александар Вучиќ. Јас сум и поносен, и среќан, и узбуđен. Не само ја, него читава екипа у Српском везу и сви у Српском везу и у српској заедници која е око Српскog веза, затоа што сме успели да напунимо ову предивну салу 10 пута за редом. И то не е мала ствар. И затоа ја не бих многу да причам о нашим резултатима, успесима, од проблемима, о изазовима, о успонима, о падовима, о грешкама кои сме чинили протеклих 10 година. Ево, доволно говори ова препуна сала, доволно говори овај програм кој сме спремили, кој е изузетно, чини ми се, квалитетан, ви ćete to da ocenite и будете стрпливи, уживајте у току ове вечери. Желим само да кажем едну ствар, и ту ствар морам. Желим да се извиним свим нашим родителjima, односно нашим члановима, граѓанима Куманова, нашим пријателјима кои нису успели да добiju улазнице за вечерашни концерт. Жао ми е, такав е капацитет, додуше nije ни мали капацитет. Меѓутим, ево им користим прилику ексклузивно да најавим да ćemo 10. јуна ове године заедно sa националним ансамблом Коло из Beograda да одржимо на овој истој сали еден заеднички концерт поводок нашег јубилеја. Значи, граѓани Куманова, наши пријатели имајуќи част да уживају у лепотама Кола и све оно што ради Коло, и за то све je zaslužan naš prijatelj i inicijator ovog koncerta, novi direktor Националnog ансамбла Кола, Здравко Ранисављевиќ. Градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, говорејќи пред присутните, истакна дека токму 10-годишната успешна приказна на Српски вес потврдува дека Куманово гради реално мултиетничко општество. Српската заедница во Куманово е нераскинлив дел од нашиот град и нашата историја. Нема поблизок народ од македонскиот и српскиот. Ниту на Балканот, ниту пошироко. Ние тоа родство, пријателство, побратимство го негуваме со децении и токму ваквите културно-уметнички друштва со взаемната соработка, како што слушнаме и од почитуваниот председател, ги негуваат тие односи. Денеска овој колорит на етноси го прави Куманово уште посилно. Куманово космополитско, Куманово надежно, Куманово европско. Јас сум горд што водам таков град. Посакувам уште многу години да функционираме вака и еден ден сите да бидеме таву кај што заслужуваме. Заедно, рамо до рамо, во една обединета Европа, како европејци, но македонци и срби и сите останати етнички заедници, специфични по својот темперамент, но во едно единствени балканци. Честитам вам što već godinama unazad, da uz podršku vaše matice, uz podršku naše Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, svi zajedno vezemo vez mladosti,
vez koji čuva srpski identitet, jezik i kulturu. Hvala vam što svi zajedno i danas u Kumanovu vezemo jedan zlatni srpski vez. 10-тиот јубилеен концерт е поддржан од Управата за соработка со дијаспора и србите од регионот при Министерството за надворешни работи на Србија, Министерството за култура на Македонија, како и од општина Куманово.